Почитувани гледачи, добра вечер. Петок е, 21 часот. Вие го гледате подкаст Радар. Со мене со Сотир Костов. Вообичаено секој петок се дружиме и разговараме за Македонија, состојбите во Македонија, па состојбите во пошироко во Европа и во светот. Ама денеска ќе направиме еден исклучок. Така да кажем, ќе се однесуваме малку локално. За прв пат имам гостин што претходно не сум го познавал. Го знам од јавноста, ама денеска го запознав, претходно по телефон договоривме средба, да поразговараме за мојот роден град Кочани. Значи, вечерва гостин ми е градоначалникот на Кочани, Владко Грозданов. Господине Владко, добра вечер. Добро вечер. Добро ни дојдовте. Благодарам за поканата и добро ве најдов. Ќе се обидеме малку да поразговараме. Ова е подкаст, слободно можеме да разговараме. Затоа, ака нека биде прво прашање од небо па во ребра. Вие сте доктор, гинеколог. Така. Ви требаше ли дали ви требаше и ви требаше ли многу храброст да се нафатите да бидете кандидат за градоначалник и еве да ви изберат за градоначалник? Секако не беше едноставна одлуката. Многу размислувања, многу тешка ситуација во која се наоѓа Кочани. Да. Една од можеби најтешките во историјата, која носи многу одговорност, која носи многу болка. Да. После целата трагедија. Во моментот кога беше многу дискутабилно кој воопште би се и нафатил, знаеме дека имавме и ситуација кога после самата катастрофа бевме без градоначалник на општината, каде се донесе одлука за поставување на ВД градоначалник. Но, нели, со оглед дека бргу следеа и локалните избори. Значи, храброст, еден вид, освен храброст, да речеме, повеќе и желба да се нешто направи, да се преземе овој товар во најтешките моменти, да искористиме поддршката која имаме во моментот, да направиме нешто во градот. Се базира на таа катастрофа што не снајдено, еве полека се трудиме да излегуваме од тој лош триаголник. Да. Па добро, оно што видов и успевате, поштиван градоначалник, мене мотив да ве иако со вас го почнувам серијалот разговори со градоначалници на општини во Република Македонија за една единствена работа, ЛЕР, локален економски развој. Ама мотивот, поводот ми беше, јас како кочанчанец, кога видов на кој начин, како, достоинствено, одбележавте година дена тага, година дена траор, година дена болка, ја бев многу пријатно изненаден. Бидејќи, како што рекоте, затекнавте таква ситуација, тешка, незгодна, од сите аспекти, и сега останува на вас, како градоначалник, на советот, на граѓаните, на сите во Кочани, да ја подобрувате ситуацијата. Од оно што гледав во медиумите, на многу достоинствен начин го направивте тоа. Започеток, иако може би полека треба да ја напуштаме патетиката, ама болката е голема, загубата е ненадоместлива, а како се припремавте и како успеавте така достоинствено 3 прекрасни дена да организирате, да поканите голем број гости, сите без малку што ви помогнаа, сите што се уште се со вас, а не се во Кочани, заедно во Кочани ја за прв пат видов хармонија, позитивна енергија и да одбележите и покрај големата болка достоинствено година дена од загубена на 63 животи, 63 ангели на Кочани. Така. Веднаш по доаѓањето на функцијата, една од првите замисли ми беше
како би го одбележале тој трагичен ден, бидејќи една година од самата катастрофа. Замислата и идејата беше моја и почнав да ја пласирам и да ја реализирам првично почнувајќи со вработените во општината, за кои јавно им благодарам што беа сите вклучени. Потоа Сдруженијето 16 март, дел од советниците, Црвениот крст, Општа болница Кочани, локални институции, поединци и направивме стварно еден голем настан на една голема болка. Кога го правевме, дававме се од себе, работевме непрекинато со денови и со ноќи, речи си можеби 2-3 месеци. Секоја една точка поминуваше по неколку пати на разгледување и дававме душа за да биде крајно достоинствено, со почит и кон оние кои прерано не напуштија, но и со огромна почит и благодарност кон оние што помогнаа во најтешките моменти. Кога го правевме сценариото, кога го размислувавме, дававме, нели, што викам, максимум напори, но тие 3 дена не вратија толку во времето на тој траорен ден, што, верувајте, ни како да беше вчера. Почнувајќи од саботата, кога имавме, нели, поменот православен за упокоените, наши млади дечиња, тој момент го доживеавме онака како вчера да беше. Нема зборови што може да се опише болката. Многу треба да си силен да останеш на нози додека траја молитвите, додека се чествуваше поменот. Наредниот ден, кога се одзваа од речиси сите држави кои што помогнаа, кои дојдоа во Кочани да не испочитуваат со тоа што ние ќе ги почитуваме за благодарноста и беа почестени што еве знаеме како да се заблагодариме. Да, мотото беше Кочани ви благодари. Кочани ви благодари. Беше една исто така многу голема емоција, една сплотеност. Сите гости од странство, од државата, сите држави што помогнаа. Мислам негде 5-16 држави. Скоро од сите држави имавме представници. Се потрудивме максимално да и се заблагодариме. Нема цена која може да и ја платиме за тоа што направија за нас, но едно благодарам за нив премногу значи. Да. Исто така беше прекрасен еден момент, многу емоција, многу блискост. Покажавме дека солидарноста нема граници и дека нашата благодарност исто така нема граници. Беа презадоволни што беа испочитувани. Видоа практично со кого си имат работа, дека ние никогаш нема да заборавиме тоа што излегува во пресред. Само можам да се извинам доколку некои сме заборавили, без разлика дали на странски или наши институции, да ми простат, бидејќи во моментот кога ја добивавме помошта, тоа беа огромен број на луѓе, на поединци, на институции, на министерства, на држави и еве едно извинување доколку некои сме заборавиле во тој момент, но се трудевме максимално се што може да исправиме. Ќе ви помогнам. Анализирав, нели јас сум долгогодишен аналитичар, јас 3 дена ги анализирав она што посматрав по медиумите, па некои членови од моето семејство и присуствуваа таму, службено, и јас за време на тие 3 дена и неколку дена после тоа, ниту на електронските, ниту на пишуваните медиуми, а особено не на социјалните мрежи, кај што можеме свашта да најдеме, не видовме негативна реакција за начинот на одбележување, за атмосферата, за сплотеноста и единството на сите чинители што вие ги наброивте во Кочани и како ги удостоивте луѓето надвор од Кочани. Така да, мислам дека со тоа треба да се гордеете и еве, одучтиво вие се извинувате, ама ја не сретнав некој фактор кој беше заборавен, навреден или било што. Се извинувам, продолжите. Нема проблем, благодарам за убавите зборови.
може би да постоеле, бидејќи многу луѓе помогнаа, многу луѓе беа вклучени. Што се однесува за сплотеноста, јас уште во предизборието неколку пати нагласував дека мојата кандидатура не е базирана на лична амбиција, на политичка амбиција, на профитерство, туку мојата, ако да кажеме, мисија би било подобро мисија. Да се оваа болка еден вид поднамали, разединеността која е помеѓу населението, која може би со право, бидејќи како можете на некој што го има изгубено на емилото да му надоместите. Тешко. Да, со мојата мисија беше така едно сплотување. Јас не сум исклучиво градоначалник за една опција или за друга, јас сум за сите. Тоа го знаат и од претходно. Да го имате на ум. Така. И тоа го докажав многу брзо, за дека не постои кај мене поделба, не постојат суети, не постои омрза, не постојат никакви негативни околности кои би воделе до дополнително комплицирање на ситуацијата во Кочани. Во моментот функционираме прекрасно со сите, и со повредени, и со родители на починати, и со советници, и со граѓани, и така и ќе продолжам. Во раците држам една книга на поезија, ќе те има, тоа е 63 ангели, ќе те има, од Марина Стојчевска. Јас кога читав, ја добив од сопругата, морам да ви кажам, можници ми минуваа низ телото, солзите сами ми доаѓаа. Издавачот малку строго се поставил, не дозволува читање, не дозволува пренесување, ама не можам да не го истекнам ова, дека ете и творците дадоа свој допринос, а мене ми е индикативно насловот кој сепак е наслов кој е свртен кон иднината, ке те има. Јас тоа го толкувам, Кочани ке го има, животот ке го има, соработката, заедништвото. Приметив и големи личности од културниот и уметничкиот живот, како на Кочани, така и Република Македонија, Симон Црпчевски. Зеде партиципација, луѓе од Кочани со своји рецитали, со мурали, сепак тоа кажува дека животот продолжува во Кочани, дека болката е присутна, сеќавањето ќе е трајно, ама вие мора да живеете и да соработувате. Болката ќе е присутна, кога ќе ја споделиме болката, кога ќе дојдеме до соговорник кој е, ако не друго, барем ќе не ислуша, па ќе не утеши, па ќе сподели 2-3 збора со нас, во определен степен се поднамалува болката. Немам па тоа е и целта. Така, немам исто така зборови како да изразам благодарноста за тие големи имиња кои дојдоа и кои ја покажува. Дурловски, не ги кажав сите, ама сепак на еден начин и тие се градија. Маестро, Симон Трпчевски, маестро. Дурловски и сите кои зедоа учество во тој момент, но сите оние кои организираа настанот, Зидот на сеќавање, муралите, од Кочанчани. Од Кочанчани. Многу ученители беа вклучени комплет во целиот настан. Но пак ви велам, многу не трогна самиот, не го спомнавме, денот на 16 кога ја имавме комеморацијата. Беше едно исто така доста траорно, кога ги гледавме сите починати деца со по некоја реченица за нив како е составена. Но што е тоа мора да продолжиме, мора да се консолидираме, да се сплотиме и да продолжиме натаму. Ја ви посакувам добро здравје, позитивна енергија, да ја претворите во синергија, никој пат да не заборавите што се случи, се да направите тоа да не се повтори, да сте со родителите, роднините, со повредените,
и секој пат да бидат тие во вашата мисија, дел од вашата мисија. Точно. Тоа и го правиме и ќе продолжиме да го правиме. Али малку за Кочани да зборуваме за функцијата градоначалник. Јас и вие вечерва се запознавме, ама ви го знам корено, вие знам фамилијата, родителите, вашата тетка. Кога сум бил дете јас, тие се повозрастни од мене. Се распрашував, вие сте доктор гинеколог. Вие добро сте биле позиционирани во Скопје. Ремедика беше. Да, во Ремедика. И туку наеднаш донесете одлука да се вратите во Кочани. Кон родната грудка. Јас сум 27 години гастарбајтер во Скопје, од време на време кај мене ќе се јави некоја жилба, ама се уште не сум го направил тој засврт. Што е натера се вратите во Кочани? Па добро беше моментот веднаш после трагедијата. Беше, еве, и спомнавме, нели така, во целата таа ситуација, барем со нешто да допринесеме, да преземеме дел од одговорностите и да продолжиме понатаму, бидејќи апатијата и враќањето назад ништо до никаде не ни води. Да. Така, конкретно, Предизвик. како еден вид предизвик да се направи нешто за својот роден крај. Се случија изборите, вие победивте, иако имаше дилеми, јас секој пат залагав дека Кочани мора да живее, имаше дилеми да се бойкотират, тоа е со размислување изборите, ама тоа ќе беше катастрофално за Кочани. Кочани покажа и докажа дека постои и живее. И ете, нема многу да зборуваме за тоа, вие победивте и веќе го живеете својот и реализирате мисија на градоначалник веќе 4-5 месеца. Нов предизвик, нова работа за вас како на човек од здравството. Се соочивте со нови проблеми. Како се справувате со проблемите? Имаме ли проекти? Реализираме ли проекти? Имаме ли проблеми? Так. Имаме и проблеми, но имаме и проекти. Реализираме максимално што можеме. Да. Бидејќи врз базата на оваа трагедија кешки воопште да не ни се ни случеше. Да. Па што сакаше нека биде, нели? Но кога веќе сме така, мора нешто сега во овој момент да направиме. Проекти имаме многу имаме замисли, идеи и се надевам дека ќе ги реализираме. Јас и во претходно во разговорите што ги имав и пред изборно, не сум човек кој така ќе ветува на празно, туку сакам се што ќе е ветено да биде реализирано. Во Кочани од многу одамна се имат провлекувано неколку проекти како капитални инвестиции, бидејќи градот ни стагнира веќе 30 години. Тапкаме во место, што би рекле, од самото осамостојување. Се тики помала општина, помал буџет, но за овој момент сме вклучени на максимум и реализираме највеќе што можеме. Голем дел од проектите веќе ни се почнати. Голем дел ги планираме да ги почнеме оваа година. Насочени сме во сите области каде што ни дозволуваат ингеренциите на општина Кочани. Ама да ве провоцирам. Втор мотив да ве поканам во емисијата, едно одбележувањето, второ серијалот кој го почнувам со вас разговори со градоначалници. Значи, втор мотив беше приметив дека добро соработувате со граѓаните и невладините организации, а јас сум автор на една петологија, како да кажам, 5 прирачника и еден учебник од 2004-2005 година за локална самоуправа, каде што го поставив за прв пат за време на децентрализацијата триаголникот на соработка единица на локална самоуправа, градоначалник и совет на град или општина, граѓански сектор граѓани и бизнисот. Пред некој ден во вечер чинам прочитав дека сте постигнале договор после диалогот што го направивте со средниот и ситниот бизнис во градот, се што е во градба тие сами да демонтираат, да не рушите вие, а потоа ќе се договарате. За мене е тоа голем успех, бидејќи Кочанча не сум, знам дека многу луѓе таму ќе бидат се засегнати, ама исто така знам и дека многу луѓе трпат од зградите и така натаму за некои
лоши проводи, навечер бучна музика и така. Како успеавте тој договор да го постигнете? Па тоа е и мојата цел, да ви кажам, искрено. Пред се разговарав и со станарите во тој блок, разговарав и со пицериите, воопште немам за цел спектакли да правам со рушење, со такви работи. Но со оглед на катастрофата, каде сега се бара, нели, за самата дискотека и во Јајцето влакно, ние мора да постапиме строго по правилата и законите и строго да ги спазуваме безбедносните протоколи. Остварив коректен и другарски разговор со собствениците на малите бизниси, еве и на пицериите, на кафетериите. И еве до овој момент се одстаклени речиси сите и ќе постапат согласно законот, како што налагат законските правила и прописи. Тој е добар пример, како за Кочани, така и за останатите. А најмногу за Скопје, да ви кажам. Не можеме по тротоар да се движим. Така. Заеднички се договоривме дека не ни требат спектакли, не ни треба полиција, булдужери за да се демонтираме. Заеднички еве ги поздравуваме нивната конструктивност да пристапат кон мојот предлог. Сами ги демонтираа така поставените пицери или да не кажам диви на како настрешници или било што. И од сега понатаму ќе направиме една заедничка унифицирана структура, каде освен што ќе има еден прекрасен лик тој дел, тие нема да останат без работа. Јас на никој не сакам да остане, на мене од интерес да работат пицериите, да има живот во Кочани, да има, еве, кога ќе дојде некој од страна, да каде да испие едно кафе, каде да доручкува, каде да вечера. Тоа нема да се случи да се нанесе на некој зло по секоја цена, но во секако ќе мора да постапиме според правилата и прописите. И освен што ќе го подобриме ликот на самиот тој дел, ќе го модернизираме, ќе добие еден прекрасен изглед, едно разубавување ќе биде на трговскиот центар и најважно ќе биде безбеден. Да. Ви посакувам успешна и ефикасна завршница. Благодарам. Благодарам. Вака се јам, кога се доаѓам, иако за последно време ретко доаѓам во Кочани, што старо, што зафатеност, внуци чуваме тука и така натаму. Секој пат имам дилема од кој влез да влегам и секој пат кога ќе одлучам да влезам од оној јужниот приод булевар, или како да го наречам, што доаѓа од Зрнуци и Градоци, имам проблеми со вртењето, со приклучувањето, непрегледноста. Како да прочитав дека нешто се работи или сега ќе се работи средување на јужниот булевар. До каде сме со јужниот булевар? На почетокот сме. Почнуваме, веќе се. Важно почнувате. Почнуваме, промовирани се проектите пред една недела. Кочани, откако што велите, од самото самостојување, тие се влезовите во Кочани, во право сте сосема, немаме ништо, речи се, во тој дел направено. И тие проекти се продолговекуваат да имаме еден модерен влез во Кочани. Во моментот се работи активно на источниот влез, на влезот во Кочани од кај Виница. Се работи источниот? Се работи источниот, да. Од Виница, од кај Хартија, печатница? Од кај печатница, Хартија. Од таму се работи. Ви што не го знаев? Веќе едната лента е отстранет, асфалтот, се тампонира наново, ќе добиеме од таму еден прекрасен нов влез, а за некои си 12 до 14 месеци се надеваме и јужниот булевар, кажете што сте вие влегувале, да добие еден нов лик, едно попрекрасно место така да изгледа, каде веднаш до него планираме и забавни содржини и локални маркети. Имаме една да му дадете содржина. Една содржина да му дадеме, каде би бил повторно Кочани како што беше на времето центар трговски за Источна Македонија и цела Источна Македонија доваѓаше на пазар во Кочани, како по бутиците, бидејќи имаме модерна и квалитетна роба од нашите. Кочани беше град со најмногу бутици на времето, сега не знам. Па уште е така, но сепак е од нивна
разговор со нив што оставам со собствениците на бутиците, за 50% е падната после самата трагедија работата, но се надеваме дека ќе го подобриме, дека ќе го вратиме пак да биде Кочани како што беше на времето. Освен тоа имаме и многу други проекти кои се започнати. Еве за интерес. 2-3 недели очекуваме камен темелник на старичкиот дом да поставиме. Конечно. Браво. Да, конечно. Браво. Веќе пред некој ден го потпишавме договорот. Очекуваме комплетирање на документацијата во однос на проектот и започнуваме, ќе бидете информирани јавно, ќе биде обелоденето. Во делот на овој пакет што го имаме кон Јужниот булевар, имаме и еден мост дополнителен на Кочанска река, кој ќе ги заобиколи оние тука во центарот што се кружните. По кој дел од реката, за да сватам? Под железничкиот мост. Аха, да, добро. Фактички од кај Јужниот булевар, Так. кој сака да оди кон западниот дел на Кочани, од тука ќе има еден многу побрз и пократок пристап, бидејќи нема да има потреба да влегува низ центарот. Во однос на сообраќајниот метеж што го имаме, бидејќи стварно премногу возила, премногу сообраќајни метеж имам планирано, веќе ми се готови идејните решенија за неколку платформи кои сакам да ги поставам, со што би се паркирале кочанчани и другите гости кои ќе дојдат. Конструкции за Конструкции, да, бидејќи му недостасува тоа на Кочани. да, бидејќи ни треба брзо решение, ние можеме да се зафатиме и за катни гаражи, но изведбата на една катна гаража е покомплицирано, со многу средства, повеќе пари и подолг период за изведба. На нас ни треба брзо решение. Так. Се надевам дека оваа година и тие ќе ги имаме платформи. Започнавме интензивно со чистење на кругот на болницата. И во тој дел сме ангажирани, очекуваме демонтажа на модуларната болница која беше поставена за време на ковидот и на тоа место исто да добиеме дополнителен број на паркинг места за во самиот круг на болницата кога станува збор за паркинзите. Работам интензивно исто така и на проект за еден модерен базен во Кочани, затворен базен кој му е и tekako потребен за спортско-рекреативниот па и културниот живот во Кочани е прв град Кочани. ван Скопје што имаше тениско игралиште. Така. Меѓу првите отворен базен, редно е да добиеме и базен. Така. Работам на реализирање на проекти на Пониква, работам на реализирање на проекти за искористување на геотермалниот потенцијал кој го имаме. Тоа е многу битно. Секако. Тоа треба да го искористите и ја мислам за максимално. Кочани ќе нема зима. Нема на која од досега што имав нели посета од речиси од сите амбасади. Нема каде го немаме потенцирано тоа. Да. И бидете упорни. И ќе бидеме секако, очекуваме да барем еден спа центар да добиеме, да искористиме геотермалната вода. Работиме на реконструкција на цевководот, нели, кој што одамна ни е проектиран уште од време на Југославија, е стар 40-50 години и во тој дел сме. Работиме на подобрување условите за социјално загрозените. Во моментот очекуваме завршеток на проектна документација за изградба на едни типски куќички за вдомување на бездомните лица кои се во моментот населени во старата касарна, вие ја знаете, Да. која е исклучително небезбедна за живот. Поврзете се за Хабитат Македонија. Така. Таа е голема организација што гради таков тип на објекти под добри услови. Отворени сме за соработка со сите, со сите институции, со сите. Работиме за подобрувањето на условите еве на сите мали, средни, големи бизниси кои ги имаме. Така тоа е најбитно за Кочани. Малите и средните бизниси секогаш биле одлика на Кочани. Да. Сега не знам каква состојба се, ама една инфузија добро би им дошла. На сите полиња сме активирани максимално и максимално се трудиме да дојдеме до било каква реализација во тој дел. Краток е периодот, ама за овие 4 до 5 месеца, почитуван градоначалник, морамо да правим, ја избегувам политика, бидејќи општините треба да се надвор од политиката. Кога ги поставувавме основите за децентрализацијата, учествував јас со мој допринос, со меѓународен еден проект, рековме најбитно е
локалниот економски развој. Рековме дека кога ќе се избере советот, сите треба да се единствени и да работат за градот, тоа е за општината. На тој план ме интересира. Дали успеавте за почеток, барем да покажете почетен успех, да смените матрицата на кавги и раздори и да покажете едно заедништо, бидејќи сега на Кочани му е потребно тоа, имајќи предвид што ни се случи, што му се случи на Кочани, дали успевате да ги хармонизирате за почеток односите помеѓу советничките, така да кажам, групи? Билки таму имате и независни, ето имате од опонентите од СДСМ и така. Верувајте, сите гледат дека сите одлуки што ги донесуваме на Советот не се лично за нас. Се е тоа за Кочани, за подобрување на животот на граѓаните во Кочани. Не знам дали го имате следено некогаш Советот, голем дел од одлуките што се донесени се со едногласно мнозинство. Браво. Да. Браво. Мислам дека Советот во Кочани се нема веќе да има тепачки кои не би требало да има повеќе. 19 советника имаме. Да. До овој момент голем дел од одлуките и сите решенија што треба да поминат на Советот се донесуваат со 19 гласа за. Ова пријатно ме изненадува, морам да кажам. Да. Тоа е ретко ваков консензус, иако тоа е матрицата Така. како треба да се работи на локален економски развој, што подразбира економски развој, социјален развој и секаков вид на развој на една единица на локална самоуправа, како што е општината Кочани. Постојат различни мислења, но сепак ние во претходна координација со сите советнички групи, независни или партиски, ќе направиме координација, ќе си ги ставиме приоритетите кои ни се важни и заеднички одлучуваме за понатаму. Па може би каснам, ја денес планирав и ти ме изненади со книгава за Кочани, со картата на Кочани што ми ги подари пред емисијата, да се пофалам. Јас планирав денес 5 практикума да ти дадам. Децентрализацијата наша цел, а проектот беше како до ефективна локална самоуправа, граѓанска партиципација која е најбитна во случајов, како до добра управа, комуницира и преговара и одлучува биди лидер, ова се однесува на градоначалникот и на членовите на Советот и на сите локални функционери, и менеджмент на проекти како да подготвувате, изготвувате и аплицирате и реализирате проекти. Јас сепак ќе ви ги поклонам. Ви благодарам. И прва прилика ќе дојдам во Кочани, главната книга ќе ви ја донесам, веќе е потрошена, ама ќе печатиме, New Public Management, 2005 издадена, ама е многу битна за економски локален развој. Ајде сега малку, ми дадоте една прекрасна книга која со задоволство деневи веќе ја читам, Кочанскиот орис. Ајде сега малку да видиме за земјоделието, ајде да видиме има ли шанси, иако тоа не зависи од Кочанската општина, не зависи од вас, тоа зависи од некои економски политики за развој на земјоделието во Република Македонија, ама имаме ли шанси да зголемиме површината во Кочанското поле со орис и кои се перспективите на Кочанскиот орис? Добив една прекрасна книга од градоначалникот кога се запознававме денес, па би сакал малку за основната култура да поразговарам. Така. Максимално искористено подрачјето за производство на Кочанскиот. Значи подобрена е состојбата. Состојбата е многу подобрена. Да. Многу се подобрени условите за земјоделците. Нели тоа не е под општинскиот надзор, но Министерството за земјоделие, за самата влада ги има многу подобрено условите. Сега постојат нели и дел кога земјоделците во определена насока не се задоволни, но сепак оризот е прогласен за стратешка култура во Република Македонија, што не е мала одлука и не е нешто за подценување. На тоа поле, во секоја ситуација, кога и да има незадоволство од страна на земјоделците, бидејќи тие макотрпно го вадат својот леп, излегуваме во пресред. Веднаш организираме трибини, ги изслушуваме нивните проблеми и постапуваме согласно можностите за подобрување на условите за производство, за продажба и за одржување на едноставно на жителите во
местата каде се одгледува оризот, бидејќи доколку и тие го напуштат како култура, доколку и тие се преселат, Тоа би било погубно за Кочани. Ќе биде погубно за Кочани, ќе биде погубно и за речиси за Дали целата планирате нешто за заживување на животот на во кочанските села, за таму каде што има услови малку за модернизирање на селата? Ти кажав зашто ве прашувам, градоначалниче, јас сум во некоја трета доба, веќе навлегувам 70 години, уште за некој месец, и се ми се врти во главата животот да го завршам во некое село, да живеам, да се вратам. Па и не е така лоша идеја, да ви кажам, ама имајќи го предвид дека селата си ги запуштив, мене мислам на Кочани, на ниво на Македонија, ова го мислам, некако сите кон метрополите сме завртени. Имате ли некои планови за во иднина, барем оние села каде што има можност, сега Кочани има 10-13 села кои се основно урбанизирани и можат да се развиват, само и треба додати некои содржини. Планирате ли нешто развој? Ето, на селото во општина Кочани. Имаме овака забележителна миграција, да речеме, од селото во градот, но болка македонска. Да, но во последно време и кај нас постои една тенденција каде стварно веќе тие што имат мигрирано повторно се враќат во родните села. Тоа е добро. Пред се за себе како да си произведуваат сопствени продукти, да си произведуваат органски производи. Во планинските села голема е миграцијата во градот, значи, но веќе ги Тежок е животот во планината. Така. Јас сум бивши планинар, ги знам Осоговските планини, тежок е животот. Имаме прекрасни села во Осоговските планини, но сега веќе тие се претворени како во еден вид викенд населби. Да, и секој кој што е имал некоја стара куќа, дали од родители или од дедовци, баби, сега се враќа таму со цел да го избегне градското секојдневие и така за викенди селата се полни. Истото се случува и на Пониква. Во Пониква имаме една речиси веќе солидна населба, која е со многу викенд куќи. Го активиравме, нели беше и ски центарот, се уште не беше тендериран, го тендериравме максимално брзо, постапивме и во тој дел. Има реконструкција негова? Да, очекуваме реконструкција, веќе има концесионер кој започна да работи, веќе имавме неколку скијачки денови, имавме ноќни скијања. Тоа е добро, у Кочани ги има, Пониква ги има едни од најдобрите терени за зимски туризам. Имаме прекрасни, еве што последна информација, многу од скијачите и од соседните општини се задоволни бидејќи имаа можност после работа на вечерта да појдат на ноќно скијање на Пониква. Иначе да ви кажам, градоначалници, јас сум првата генерација скиори на Пониква некаде 70-71 година, ма брзо се откажав бидејќи мора да заминам на факултета, ама Кочани во историјата имаше неколку скиори кои постигнаа големи резултати. Ви посакувам ја да развивате Пониква, бидејќи Пониква е еднината за економски развој на Кочани. Секако. Пониква е еднината. Приоритет ни е Пониква. Некој проект да ни издвоите за кој очекувате до крајот на мандатот да ви е така можеби еден од поносечките, а зашто не и во иднина во повторен мандат, бидејќи гледам дека работите одат кон добро. Или еве, дали се има нешто направено? Јас знам дека една идеја е прифатена на ниво на Македонија да се направи дом на рок музиката во Кочани. Дали нешто се прави на тој план? Не сум во тек во последно време. Тоше Кочанецот тоа го води на ниво на Македонија. И едноставно, се малку за културниот живот, сакам да завршам, бидејќи животот треба да продолжи. Животот треба да. Кочани е познато како град во кој се развиваше драмската уметност, републички драмски смотри, па млад отворен театар и така натаму и така. На тој план имате добри ресурси, домот на културата го имате. Планирате ли нешто на тој план? Имаме еден прекрасен дом на културата и претходно беше и срцето на градот. Така и министерот за култура, каде што беше и нашиот рокер, што го спомнаше Тоше. Во комуникација сум со него, но не најдовме можност да се видиме до пред некое време. Добро, времето е пред вас. Така, секако тоа ќе го направиме. Тој планираше еден. Тоа е негова идеја, негова желба и ја посакувам да остварите заеднички. Секако од моја страна е подадена рака, нема никаков проблем, треба да се реализира само
моментот со Министерство за култура и во Кочани да имаме еден рок музеј. Да. Ти Да. видите, имаше несреќа, загина една девојка меѓу 63-те која беше член на групата Корка, а јас случајно знам тоа, учествував малку во некои разговори, а Корка постигна меѓународен успех во Брисел, направи една балканска турнеја и младите заслужуваат да имаат содржина. Секако. На момент каде ќе заборават на тагата и на траурот. За тој бенд Корка можам само едни прекрасни зборови Да, да кажам, како да работеа да го достигнат како да работеа за нивната другарка, Да. која трагично го загуби животот во катастрофата. Ги поздравувам децата, ги охрабрувам и посакувам уште многу Големи повеќе. ентузијасти се. Големи Сами ентузијасти. пишуваат, песните им се поезија, јас сум запознат. Таму има моje кумашинче. Так. Значи, организирав во Скопје, во Стара Чаршија еден нивни концерт. Големи ентузијасти сте. Таа музиката им е бучна, убава, ја оценија на европско ниво добро и треба да го негувате тоа како локална заедница на планот на развојот на културниот и уметничкиот живот. Така е. Имате и добри поети, поетеси и така натаму. Тоа се содржини што ги приметив јас во 14, 15, 16 март и само мислам треба да ги надоградувам. Оваа година малку во делот на културата стагниравме. Добро, бидејќи разбирливо. Разбирливо. Истото така и во комуникација со Сдруженијето 16 март родителите на починатите и јас бев за тоа дека се уште не е моментот да правиме било какви Памет. но и тие се согласија дека веќе после оваа година, после заминувањето, дека Кочани мора да продолжи, веќе не постои пречка и во тој дел. Ние секако нема да правиме, да кажеме, фестивали на не знам на што така, но се во делот на избалансираното. Така. Види ги кажем зашто за крај го чував ова. Ја да дојдов во еден диалог со еден медиум, со двојца новинари кои Кочани ми го прогласија мртов град. Ме се фаќа грлото. Кочани не е мртов град. Не. Кочани е град што доживеа голема трагедија, голема трага, голем траур. Сето има тоа да се памети, сето тоа достоинствено треба да се канализира и да се претвори во една многу поголема синергија за животот на повредените кои не е мал бројот, за родителите, роднините, како на загинатите, така и на повредените, и за сите граѓани на Кочани да дадат пример како треба во едно модерно демократско општество и кога се случуваат најголеми трагедии да се однесуваме. Овие 3 дена што ги посочив, а вие ги организиравте и ги живеевте, вие знаете како ги живеевте, се пример за такво нешто. Точно многу тешко ги живеевме тие 3 дена, но тоа е нашиот товар, ќе го носиме, храбро ќе се бориме и нема да се предадеме. На сите го имам кажано тоа. Го имам кажано на повредените деца, на нивните родители, на родителите на починатите. Тоа ни е, така ни требало да се случи и нема да отстапиме и нема да подхлекнеме, туку ќе продолжиме напред со сета сила, заедништво и сплотеност. Што е една поговорка македонска, било и да не се повтори, Да не се а се да повтори направите болката да биде намалена на минимум, а никој пат да не се заборават тие луѓе, тие фамилии и секој пат да им се најдете при рака, бидејќи им треба пред се разбирање, добар збор и секако помош од секаков вид. Апсолутно, стоиме тука максимално со душа и со срце. Браво. Граначалниче, од прилика тука некаде да завршиме емисијата, се трудев да не давам и голема патетика, ама не можев да не истекнам ова што вие го направивте во одбележувањето на година дена, во заживувањето на економскиот и социјалниот првичен развој после ова трагедија и едноставно така да ви посакам прво добро здравје,
да имате и понатаму услови за сестрана соработка најпрви на сите чинители на ниво на општина. Значи, триаголникот локална самоуправа, општествени организации, граѓани, мал, среден бизнис и понатаму да го развивате и на повисоко ниво да го издигнете и конечно да дојдете до едно ниво некаде на крајот на мандатот или во следните мандати, ако продолжите да кажете дека еве Кочани полека се враќа во нормала и е град во кој може да се живее достоинствено. Така. Ви благодарам на поканата. Многу здравје, среќа и љубов на вас и вашата фамилија. Благодарам. Ве чекам во Кочани. Обавезно ви ветив ќе дојдеме пред да завршиме. Едно мало книжуле, другите се истрошија, ама во електронска форма кога ќе ве посетам на кафе ќе ви ги донесам. Вселена на брендови, ова е книгата Амбасадор за брендирањето. Јас сум некој брендолог и пред емисијата ви реков секој пат кога ќе ви треба, иако видов завидно сте брендирале за почеток, нешто на подолга стаза брендирање на Кочани, јас и мојот тим про боно тоа ќе го направиме. За ваше Кочани, за моје Кочани. Ви благодарам. Поверете. Благодарам да сте живи и здрави. И вие да сте ми живи и здрави градоначалници и да продолжите вака со уште поголем елан и енергија да го развивате Кочани сестрано на сите планови. Почитувани гледачи, ова беше подкаст Радар. Се гледаме следната недела. Останете ми живи и здрави до нашето следно видување.